Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Регистриран еден нов случај во Тетово, а 2 во Гостивар во изминатите 24 часа. Општина Тетово информираше за листа на отворени маркети за време на полицискиот час во викендот. Иако имаат само 2 часа во текот на денот за завршување на обврските, пензионерите велат дека е доволно. Регистриран уште еден нов случај на COVID-19 во Тетово, а 2 во Гостивар во изминатите 24 часа. Вкупно регистрирани на ниво на држава се нови 48 случаи. Лидерите пак на двете најголеми политички партии Зоран Заев и Христијан Мицковски од денеска се во задолжителна домашна изолација, бидејќи биле во контакт со новинар позитивен на COVID-19. Еден нов регистриран случај на COVID-19 во Тетово, а 2 во Гостивар. Ова се најновите податоци од изминатите 24 часа. Вкупната бројка на нови случаи на ниво на државата изнесува 48. Исто така, министерот за здравство Венко Филипче на вонредна пресконференција утрово информираше дека во задолжителна изолација се и лидерите на најголемите политички партии во земјава Зоран Заев и Христијан Мицковски. Лидерите на двете најголеми политички партии во нашата земја, Зоран Заев и Христијан Мицковски, од денеска се во задолжителна домашна изолација. По информацијата која доби Министерството за здравство, дека еден новинар од телевизиски медиум е позитивен на COVID-19 вирусот, кој новинар во текот на минатата недела имаше ТВ интервјуа со лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, и Мицковски и Заев се тестирани на коронавирусот. Инаку по градови регистрирани се 11 случаи во Скопје, Куманово 25, Штип 1, Прилеп 4, Тетово 1, Струга 3, Охрид 1 и Гостивар 2. Со тоа вкупната бројка на заболени од COVID-19 во земјава е 711 лица. Празни и пусти улици во Гостивар за време на полицискиот час. Наместо раздвиженост од граѓани може да се види само по некое куќе и гулабите на градскиот плоштад. Да беше ова снимка од вообичаено сончево априлско попладне, гледката и атмосферата низ Гостивар ќе беа сосема поинакви. На топлото време градот ќе вриеше од луѓе, кој излезен за прошетка, кој на пат кон дома од работа. Но Гостивар, како и целата Македонија и поголемиот дел од светов, периодов живее во услови на пандемија на коронавирус и сончевите денови имаат поинаков тек. Од 16 часот почнува полицискиот час. Улиците се празни и пусти. Наместо раздвиженост од граѓани може да се видат само по некое куќе и гулабите на градскиот плоштад. Полициски екипи вршат контрола колку се почитува ограничувањето на движењето, а комуналните работници не престануваат да се грижат за хигиената во градот. Сега имаме и две други смени, почнуваме од 2 до 8 и од 2 до 20 и од 21 до 3-4 сабајле. Така да нашите вработени од јавната хигиена сад на терен и ги прават сите тие обврски што ги имат. После 21 часот ние се организираме и со 3 групи. Значи првата група се работи со чистење, втората група со миење на патиштата и третата група со дезинфекција на сите патишта. Пред нас е викенд со целосна забрана за движење на граѓаните, која започна денес во 16, а трае до 5 часот наутро во понеделник. Општина Гостивар отвори телефонски броеви на кои граѓаните може да се јават и да побараат набавка на неопходни лекови или други продукти, кои општински мобилен тим ќе им ги дистрибуира до дома. При тоа трошокот за набавка го покрива самиот граѓанин, а доставата е бесплатна. Телефонските броеви се 072 577 713
и 072 577 741. Иста услуга овозможува и мобилна екипа на Општинската организација на Црвениот крст во Гостивар. Од општина Тетово информираа дека за време на полицискиот час во викендот на територијата на општина Тетово ќе работаат дел од маркетите и аптеките од каде ќе се доставува храна, според препораките и мерките за заштита. Општинскиот кризен штаб Тетово веќе назначи економски оператори маркети за да се обезбедат неопходните работи, во согласност со приоритетните барања на граѓаните во периодот за забрана за движење за време на викендите на територијата на државата. Лицата кои ќе дистрибуираат производи мора да бидат опремени со заштитна опрема, маски на раквици. Во согласност со приоритетните барања на граѓаните во периодот за забраната за движење за време на викендите на територијата на општина Тетово и во врска со јавната објава која што кризниот штаб ја објави на социјалните мрежи и медиумите, сакаме да ги известиме граѓаните и да им кажеме дека во текот на следниве денови на викендот ќе работат неколку маркети, тоа се вкупно 10 маркети. Меѓутоа бројот и кои се тие маркети, граѓаните подетално ќе може да се информираат на веб страната на општина Тетово, како и на официјалната страна на градоначалничката. Таму маркетите се наведени со име, со точна адреса и со телефонски броеви каде што граѓаните може да се обратат и да се јават. Инаку работно време на овие маркети во текот на сабота и недела ќе биде од 8 до 15 часот, а лицата кои што ќе ги дистрибуираат производите на горе наменетите маркети им е стриктно наложено да имаат заштитна опрема и да користат маски и ракавици. Да напоменеме уште еднаш дека кризниот штаб при општина Тетово ќе биде активен и во периодот на овој викенд, односно во периодот на водредната ситуација која што ќе трае во текот на овие 2 дена. И исто така јавното комунално претпријатие и територијалната противпожарна единица континуирано ќе вршат дезинфекција на градот, но и на селбите околу градот кои што гравитираат околу Тетово. Исто така се врши дезинфекција не само на овие места, туку и сите оние потешко достапни места како што се влезовите на зградите, влезовите на куќите и така натаму. На територија на општина Тетово исто така ќе работат неколку економски оператори кои ќе дистрибуираат готови оброци. Лицата над 67 години имаат само по 2 часа во текот на денот од понеделник до петок да ги завршат обврските. Иако времето е кратко, пензионерите велат дека има време се да се заврши. Најважно е мерките да се почитуваат и луѓето да бидат дисциплинирани. Се приближува 12 часот. Тетовската пензионерка Слободанка Павловска полека се прибира во својот дом. Таа е во категоријата граѓани над 67 години, што значи сите обврски треба да ги заврши за само 2 часа, од понеделник до петок. Иако времето за движење е ограничено, сепак вели се стигнува се да се среди, а и не мора секој ден да се излегува. Неа најмногу и помагаат соседите. Тешко е, вели, особено кога си во зграда, но мора да се издржи. Оти сево ова е за наше добро. Било кој од комшиите ќе ми задзвони и ме прашува што ми треба денеска. Дали ми треба леп, дали млеко. Затоа апелирам до нас возрастните да ако се сами, ако нема никој можда све тоа, ја мислим дека во обкружение имаат некои млади луѓе. Нека направат список, нека им го сигурно никој нема да ги одбие. Тешко е, не. Нервозно е, али дај да го прихватиме како тако. Не е вечно ништо. И ова ќе помине. Поради продолжениот полициски час за време на целиот викенд, следното излегување на оваа 75 годишна пензионерка ќе биде дури во понеделник. Како ќе се издржи е вистински предизвик, но таа има начини како да ја разбие досадата. Ја решавам многу судоку, решавам крстозбор. Па ќе ми досади тоа, јас сум взела да плетем. А не знам ни што плетем, да ви кажем, право него е така занимација. Па ќе ми досади тоа. Има, може да се најде и треба психички да сме спремни и да го прихватиме тоа дека е така. Проблемот дошол, ние живееме со тој проблем, сега дај да не правиме ние на проблемот проблем. Со тоа што е во категоријата на ризични граѓани, Слободанка строго се придржува кон мерките, но и апелира особено до пензионерите да бидат дисциплинирани. Се вели ќе се издржи и помине, но зависи и од нашата послушност.
Богослужбите во црквите ќе продолжат да се одржуваат, но мора да се почитуваат препораките на надлежните. Во црквите во овој период продолжуваат да се одржуваат богослужбите, дури во деновите со полициски час, бидејќи свештениците имаат соодветни дозволи, но верниците можат да дојдат само тогаш кога е дозволено излегување. За празникот Светници, кој се прославува во недела на 12 април, кумствата во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово ќе се одржат следниот ден, во понеделник. Богослужбите не се прекинуваат, со тоа што ние свештениците, припадниците на клирот и пеачите и така натаму, имаме соодветни пропусници за да може да богослужиме во име на сите и да принесеме Евхаристија. На Цветници во црквата си има служба, но луѓето мора да ги почитуваат препораките и полицискиот час кој што е даден од државата. Заради тоа во недела ќе биде осветени и врбови гранчиња, кои што се света традиционално на Цветници, а во понеделникот, на Велики понеделник, луѓето ќе може во периодот после 9:30 часот да пројдуваат, но пак да влегуваат не во групи поголеми од 5, да си земаат врбови гранчиња и оние кои што традиционално си кршеле панагија или кумски леп или славски леп за Цветници, истото тоа ќе може да го стора на Велики понеделник, но повторно замолуваме да се испочитуваат препораките на Министерството за здравство и кога ќе влезе група од 5 души, да излезе таа, па потоа пак да влезе група од 5 души и така почитувајќи ги препораките да може оние кои што сакаат да си благословат панагија или лепа, не може тоа да го стора во неделата, да го стора на Велики понеделник, во периодот, да кажем, од 9:30 до 11 часот. Црковните храмови ќе бидат отворени секогаш, за верниците да можат да се помолат и да запалат свеќа за време на великденските празници, но при тоа да одржуваат социјална дистанца и да не влегуваат многумина одеднаш. Храмовите ќе бидат отворени секогаш и во деновите кога нема полициски час, оние кои што сакаат да се поклонат на распетието или на плаштаница, да ќе може тоа да го стора, но повторно, почитувајќи ги препораките на Министерството за здравство, во групи не поголеми од 5 души, од 5 личности и на поголема раздалеченост, да речеме, ќе може да се поклонува се до времето додека не започне полицискиот час. Свештените лица со препораки за засилена молитва и пост во овој период. Следува полицискиот билтен. Синок околу 20 часот полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар го лишиле од слобода 34 годишниот гостиварец ДН поради сомнение дека 20 на минути пред тоа сторил кривично дело напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста, како и ИМ на возраст од 35 години и СТ на возраст од 36 години, исто така од Гостивар, поради сомнение за спречување на службено лице во вршење службено действие и за новластено снимање. На нивното лишување му претходила пријавена поплака за нарушување на јавниот ред и мир на улица Мара Угринова во Гостивар, пошто биле преземени соодветни службени действија од полициските службеници. Тројцата гостиварци задржани се во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. На подрачјето на СВР Тетово во изминативе 24 часа, само едно лице ја прекршило одлуката за ограничено движење, поради што било лишено и задржано и против него ќе следува соодветен поднесок. Во овој период вкупниот број на лица спроведени во државен карантин на Тетовско-гостиварското подрачје изнесува 372, а бројот на контролни лица со подпишани изјави за самоизолација е 28. Покрај ова, реализирани се и контроли на 201 лице со решенија за изолација, издадени од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Во период за кој станува збор, поднесена е кривична пријава против 65 годишен гостиварец, чиј гостителски објект на 8 април при контрола спроведена од Државен пазарен инспекторат бил отворен и внатре се служил пијалак. Демократската партија на албанците денес одржа пресконференција. Лидерот на ДП Амендук Тачи упати апел здравствените институции да бидат повнимателни и како што тоа го прават европските земји, така и кај нас, сите сомнителни случаи на коронавирус да бидат хоспитализирани.
Мислам дека е крајно време и во Македонија сите што се јавуваат и покажуваат знаци на или се жалат на можни симптоми на COVID-19 да се хоспитализират одма, да бидат под внимание на лекарите, тие што 3 пати се негативни на тестот, може да се пуштат дома, а другите да продолжуваат да се нагледуваат од лекарите. Тој смета дека сега, кога се очекува пикот, граѓаните треба да издржат и да ги спочитуваат препораките до крај и да останат дома. Толку жртвувања што дадовме овие месец дена, што се изолиравме едни од други и од многу наши сакани луѓе кои многу ни значат, да продолжиме да издржиме овој викенд, иначе ако ја погазиме линијата и последните денови, може се да оди во воздух и да се вратиме во иста опасност што бевме пред месец дена. Тачи смета дека полицискиот час Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Почитувајте ги препораките, седете дома и гледајте Кисиме Нада. Пријатно!